Добро вечер. Во 360 степени на МРТ1 вечерва гостува лидерот на СДСМ Венко Филипче. Пред 2 недели на негово барање оставка поднесе целото раководство на партијата. Заменик председателката, подпредседателите, генералниот секретар, организацијските секретари, членовите на извршниот одбор. Потегот беше најавен како отворање простор за ново поглавје. При тоа беше соопштено дека на една од наредните седници на Централниот одбор Филипче ќе предложи избор на нови партиски функционери. Промените во врвот на СДСМ се темата со која го отвораме интервјуто со Филипче, со кого ќе разговараме и на серија други прашања. Господине Филипче, добре дојдовте во 360 степени. Добро вечер, благодарам на поканата. Благодарам што ја прифативте поканата. Најавено е дека утре ќе се одржи седница на Централниот одбор. Дали ќе предложите пополнување на испразнетите места во раководството на партијата? Да, после еден подолг период на консултации и разговор со многу луѓе, партиски членови, симпатизери, експерти од различни области, веќе се дефинираат имињата на тимот со кој што ќе продолжиме да работиме многу интензивно во следниот период, тим кој што ќе означува нова сила, нова енергија, комбинација на сегашни актуелни функционери и некои други, на искусни и на млади луѓе, и тоа ќе се случи на утрешната седница на Централниот одбор на партијата. Дали некој го задржува своето место од досегашните носители на функции во партијата? Сигурно дека местото ќе го задржи генералниот секретар Александар Димитриевиќ, еден од подпредседателите ќе биде кандидатот за градоначалник на аеродром Александар Трајановски, а до утре ќе ги соопштиме и другите имења, членовите на раководството и на извршниот одбор. Имавте ли проблеми при изборот на кадри? Сепак сте опозиција, а и во круговите во кои што се движиме се слуша ехото од дел од тие разговори дека некои луѓе не прифатија да бидат дел од раководството. Добар дел од луѓето во моментот кога поднесоа оставка во тој еден заеднички договор, навистина во духот на другарството, во духот на висока демократска свест и капацитет, кажаа дека се тука на располагање во дело на креирање на партиски политики и понатаму, без разлика дали имаат или немаат формални функции. Има луѓе кои што не се нафатија, меѓутоа има доста солидни аргументи за тоа и јас ги разбирам и ги поддржувам во тие одлуки, но битно е дека без разлика дали некој ќе биде или нема да има формална партиска функција, сите се на располагање со своето знаење, со својата експертиза, сите сакаат да придонесат во една многу интензивна партиска работа која што ќе следи веќе непосредно после новогодишните празници, поради тоа што очигледно е дека демократијата во државата од страна на оваа власт е загрозена. Ќе има ли поискусни кадри, бидејќи Александар Саша Димитриевиќ е, да, можеби е долго во партијата, но нема големо искуство од раководни позиции, да речем. Александар Трајановски, да, можеби имаше добра кампања за време на локалните избори, докажане во својата професија, но нема политичко искуство. Еден од најголемите предизвици кога се прави еден тим е да се обезбеди комбинација на искусни луѓе, што секако ќе ги има, на млади луѓе кои што сакаат да се развиваат, да работат во таа сфера, практично да се обезбеди, и тој предизвик не само во политиката, насекаде да се обезбеди една смена на генерации. Тука да се искусните и старите, да знаат дека не им е завртен грбот, дека секогаш е отворена вратата, дека имаат со кого да работат, на кого да го пренесат своето знаење и искуство, и таков еден тим сега ќе се наформира и ќе се официализира. Колку младите го препознаваат СДСМ како своја опција? Гледате, има една група на млади луѓе кои што се ентузијасти, кои што веруваат и знаат дека политиката, политичките партии се единствениот инструмент во нашето општество да се оформуваат и да се спроведуваат политики. Тоа на што интензивно работиме изминатиот период е да пристапиме и на една друга многу голема група на млади луѓе кои што се скептици, кои што се разочарани и кои што сметаат дека политиката едноставно не придонела во развојот на општеството толку колку што тие сакаат и очекуваат, едноставно се разочарани од некои политики, генерално од сите
политички партии, меѓутоа ние ја отвораме партијата, ја правиме платформа у која што во следниот период како заеднички фронт, заедно со политички чинители, граѓански организации, групи на граѓани, видни интелектуалци, заеднички ќе ги градиме политиките со цел да ја одглавиме државата од ситуацијата во која што ја стави ова власт и да го продолжиме патот на прогресот на интеграција. Оставките дојдоа по локалните избори, но остана да лебди прашањето зошто сите требаше да дадат оставки, освен лидерот на партијата? Па добро, гледайте, мојот мандат од 4 години започна пред неколку месеци. Целокупниот мандат пред година и пол. Ја затекнав партијата во навистина една тешка ситуација после еден тежок пораз во кој што голем број на луѓето беа разочарани, летаргични и така натаму. Требаше многу време да се сменат работите, да се разговара со илјадници наши членови и симпатизери. И тоа не е процес кој што може да се случи преку ноќ. Никој не може да очекува дека резултатите ќе дојдат ете така веднаш, дека ќе паднат од небо. Тоа е еден долготраен процес на консолидација кој што вклучува многу активности, кој што има многу различни аспекти. Мојот мандат е 4 годишен и мислам дека Тоа давање шанса нели важи и за овие функционери што си дадоа оставка? Да, но гледайте, тие се тука. Никој нема да напушти партијата, секој на свој начин ќе придонесува, као што кажав, на нивно големо задоволство, без апсолутно никаков отпор. Тука се, и тоа го потврдија, без разлика дали ќе имаат или ќе немаат формални функции. Видлив е нов тон, нова динамика во пресконференциите и соопштенијата на СДСМ во последните неколку недели. Ќе ни кажете на што се должи тоа? Драго ми е што констатирате дека е видливо. Има многу теми на кои што треба и мора да се разговара, има многу теми кои што се важни, има многу работи кои што требаме да ги направиме да се разоткрие оваа недемократска и практично криминогена власт на ВМРО-ДПМНЕ. И знам, и тоа е главната причина зошто сега овие работи ги правиме на овој начин. Работевме интензивно на разоткривање, анализа, посебно нашиот антикорупцијски тим на овие корупцијски скандали кои што постепено ги објавуваме. Материјали има навистина многу, јавноста се повеќе ќе биде запознавана и јас мислам дека на моменти ќе биде запрепастена кога ќе слушне од тоа што прават луѓето, членовите на владата, членови, раководители на многу институции, блиски луѓе до ВМРО-ДПМНЕ. Ние имаме пред се одговорност према граѓаните тоа да го правиме. Така да ќе продолжиме со истиот интензитет во следниот период. Граѓаните мора да знаат дека е загрозена иднината на државата, стабилноста, безбедноста и нивната економска положба. Кога зборувам за нов тон, нова динамика, мислам пред се во оној пиаровски дел, видлив кон јавноста. Дел при тоа, да речеме, забележливи се многу споредби со состојбите во соседна Србија, со власта на Вучич. Зошто, од каде тоа? Па гледайте, има многу елементи кои што укажуваат на тоа. Има многу елементи кои што укажуваат на поврзаноста на власта на ВМРО-ДПМНЕ со Вучич и со власта на Орбан во Унгарија. И тоа не го кажуваме ние, тоа не го кажувам ниту јас, ниту СДСМ. Тоа е споменато во извештајот предпоследниот во кој што се јасно потенцира присуството и влијанието на, внимавајте, српско-рускиот свет во Македонија. Значи, тие го констатирале. Тоа не го кажуваме ние, но ние сега полека вадиме елементи кои што тоа го потврдуваат. Влезот на една банка со прилично сомнителен капитал, Алта банка, која ќе ги гледате написите во Србија. Кој стои за таа банка? Каков капитал е таму внесен? Како може една минувачница да прерасне во толкава банка и така лесно да влезе кај нас? Па го испитале ли тоа нашите служби? Го испитал ли тоа гувернерот? Зошто на таа банка е забранет влез во Европска унија, која сакале да купат 20% од една европска банка? И рекле, не, почекајте, потребни се дополнителни испитувања. Зошто ние така лесно дозволуваме влез на таков сомнителен во најмала рака капитал? Дали е тоа испитано? Треба властите тоа да го кажат. И ние тоа го анализираме и консултираме многу домашни и странски институции. Јас нема да ги споменам кои се за не се соочат со притисок од власта, меѓутоа
Јавноста и тука и во Србија во следниот период ќе бидат изненадени од некои сознанија до кои што ние доаѓаме, така да следи еден интересен период во делот на нашите сознанија во тие анализи. Да. И само уште една работа. Не е тајна воопшто. Кога гледаме како се поставува нашата влада према владата само и ексклузивно во Унгарија, дека оваа власт на Христијан Мицковски тука е дојдена со логистичка и финансиска подршка од страна на Србија и Унгарија. Унгарија колку време го чува побегнатиот Никола Груевски. Така да со падот на тие автократски режими, на таа оска, практично полека доаѓа и крајот на владењето на ВМРО. Не можам да не ве потсетам дека Отворен Балкан беше воспоставен со согласност на владата на Заев. Гледавме со колку задоволство и Заев и министрите и неговиот наследник учествуваа на тие самити, други настани што се организираа, да речеме, во рамките на Отворен Балкан. Да подсетувам ли дека во делот критичната инфраструктура во тоа време исто така влезе битна српска фирма, да не ја именувам за некој да не ме обвинува дека влијам на тековите на пазарот. Така што српски свет е малку поширок феномен и мислам дека не е врзан само за времето на владењето на Мицкоски. Имавте тесни врски и вашата влада со Србија и со Вучич. Гледайте, тоа е точно, но ајде да разграничиме што се работите и мерките кои што носат бенефит за нашите граѓани, Отворен Балкан, да камионите се царинат на едно место, да не се застанува на граница, кои што бенефит имаат компаниите, граѓаните, транспортните фирми и така натаму. А што е политичкото влијание тука? Да не се спроведуваат реформските закони и реформската агенда, да има скептицизам кон Европската Унија, да се согласуваме. Вучич му влијае на Мицкоски. Но гледајте како бегалци се примаат само во Косово и кај нас, како американскиот претседател кажува дека се преговара за праќање на мигранти во Србија, истото се случува кај нас. Зошто во Србија се кренаа младите луѓе и студентите? Толкова критична маса која се спрема да направи демократски промени. Затоа што на пролети во следните 13 месеци. колку години е на власт Вучич таму. Зошто сме ние со оваа власт практично подизведувачи на политиките на Унгарија и на Србија, еве, например, во однос на пругата, за кои што се планираат заеми во рамка од 6 милиарди евра. Каков бенефит ќе имаат нашите граѓани од тој еден проект? Зошто Велика Британија би поддржувала проект кој што, еве, ќе значи дека Македонија е подизведувач на Србија и на Унгарија? Па еве, видовме за да пратат мигранти. Еве се откри тоа. Се виде предавството и продажбата на националните интереси и и безбедноста на Македонија. Што објавија британските медиуми? И зашто некој би гарантирал за нас ако нема некаков друг интерес? Само малку уште околу партијата ќе се вратиме на оваа тема, секако нема да скокнам. Ќе продолжите само да ја критикувате владата или ќе видиме нешто и на содржински програмски план како понуда од СДСМ? Гледайте, програмата наша е практично готова, интензивно на тоа работевме изминатите на месеци, можам да поменам неколку работи. Сериозна подршка на младите луѓе, даночно олеснување на млади претприемачи, даночно олеснување во делот на IT секторот, прогресивно оданачување, сериозно ќе ги оданачиме најпрофитабилните компании, тоа се банките. Мора да има еднаква распределба на капиталот, мора да има пари за зголемување на платите во сите сектори, вклучувајќи просечната минималната плата, мора да има фер зголемување на пензионерите, не вака како што ги плячкаат сега од ВМРО и од ЗНАМ, им ги кратат парите на таа наша најкритична категорија на граѓани. Има сериозно линарното зголемување не беше кражба од нивна перспектива, сепак добија пари плюс. Како добија пари плюс? Само една категорија на пензионери добија пари плюс. Еве сега се кратат. Сега не требаше да биде зголемувањето само 1000 денари, ако се запазеше нашиот модел, ќе беше помеѓу 1500 и 3500 денари. Тоа е класична кражба. Ама 3500 за еден мал процент на пензионери. Добро, се согласувам, но сепак не е 1000 денари. Како не им се скратени парите? Луѓето се прелажани. Тоа е фактичка ситуација. Понатаму сериозни на проекти во сферата на образованието и во здравството, вистински пристап врз основа на анализа од стручни лица, не вакви нафрлени
проекти инфраструктурни кои што треба да се ги најавува оваа влада, нема да има никаков ефект на квалитетот на услугите и ред други работи кои што мислам дека се практично дел од една подолгорочна стратегија. Нашата програма опфаќа во некои сегменти и до 20 годишна стратегија, нормално по секвенци во следните временски периоди. Ќе објавувате сега наскоро или Ќе таа ја објавиме- подготвувате за следни избори? Не, ќе се објави веќе рано на пролет. Таа е скоро готова, ја работиме со експерти, партиски и надворот партијата, луѓе кои што сакаат да придонесат. На полокалните избори, кога велевте дека немате намера да се повлечете, меѓу другото, кажувавте дека имате големи планови и проекти, например, за обединување на опозицијата. До ден денес не видовме ништо на тој план. Зошто? Гледайте, разговори има разговори на повеќе нивоа. Прво, приклучување на помали партии кон нашата. Има одредени политички партии кои што сакаат да се приклучат кон СДСМ. Бројни разговори да се стопат со СДСМ, да се приклучат целосно. Понатаму партии кои што ја напуштија коалицијата и сега практично се каат за своите одлуки. И мора кажам дека ние се спремаме за победа на следните парламентарни избори. Веќе не се спремаме за избори. Се спремаме да превземеме власта затоа што сме свесни дека држава вака само ќе заглавува. Ова граѓаните веќе почнува да го препознаваат. На тема обединување на опозиција, мислите и на левица? Гледайте, може да разговараме со секого. Треба левица точно да ги дефинира своите ставови во однос на некои стратешки позиции на државата, што тие мислат во однос на евроинтеграциите, што тие мислат во однос на НАТО, какви се влијанието на некои други држави надвор од групата на наши стратешки партнери, и кога тоа ќе се расчисти, ние немаме проблем да збориме со било кој. По перформансот на левица на последните локални избори, особено да речеме во Скопје, дали ја доживувате за конкуренција таа партија? Не, апсолутно не. Има мал број на гласови, сметам дека со нивните ставови сега, дека се практично неодредени, иако со некои изјави против НАТО, против Европска Унија, сметам дека граѓаните не ги доживуваат како вистинска. Мал број на гласови имаат половина од вашите. Сега релативно е тоа дали е малку или многу. Па добро, гледайте, јас сепак има една друга пообјективна анализа во кој што кога ќе ги видите гласовите на нашите коалицијски партнери кои што годинава ја напуштија коалицијата, ние сме практично на истиот број на гласови како лани со помала излезност. Така да тоа не направи така да имаме слаб перформанс на овие избори. Но некој ќе каже јас барам алиби за оваа бројка на гласови и затоа тоа не го потенцирам. Ако целта е СДС да ја брка оваа бројка, да, може да дискутираме, но предпоставам дека идејата, целите, мисијата ваша е сепак да ја враќате СДСМ на некои стари патишта. Целта наша, ви ја спомнав, и ние работиме на тоа, на преземање на власта на следните парламентарни избори, кога и да бидат. Затоа што очигледно дека ваков режим веќе делумно воспоставен, а најавен во целост, онака како што беше режимот, партиската контрола, партизацијата, гушењето на слободата на медиумите, на зборувањето, како што беше во времето на Никола Груевски, истото се случува и сега. Ама вие синоќа бевте, да речеме, на една национална комерцијална телевизија. Вечерва сте на јавниот сервис. Тоа зборува за навистина за гушење на слободата на медиумите. Па гледате, која донесе да се потсетиме слободата на медиумите? Ја донесе мојот предходник Зоран Заев со неговата борба. Не, вие зборувате сега за сегашно време дека не, мора да расчистиме. Која врати слободата на говорот? Која врати слободата на медиумите? Какви беа вестите, да ја потсетам, на телевизијата кај што јас бев синоќа во тоа време, според тогашниот нивен уредник, а какви се сега? Но дали има притисоци? Апсолутно да. Дали има партизација во сите институции? Апсолутно да. Дали се поставуваат кадри кои што не задоволуваат ни минимум критериуми, доаѓаат со фалсификувани дипломи да вршат значајни функции во државата? Апсолутно да. Па знаете ли дека партизацијата се случува на секое ниво? Во образованието, на локалната самоуправа, во здравството. Гледате какви партиски фирми само земаат тендери. Една фирма 160 тендери, 13,5 милиони евра. Тоа се наследени пракси. Но гледате, тие пракси ако се наследени, треба да се прекинат. И ние ќе ги прекинеме ако се наследени. Еве колку и долго да биле веќе и фатиле корен во нашето општество. Мислите дека луѓето веруваат во ваквите ветувања?
Еден од столбовите на нашата програма ќе биде и е борбата со корупцијата. Од највисоката корупција до најниската корупција, затоа што во нашето општество тоа е веќе темелена пракса. Како се стигнало до тоа е веќе друга приказна и ние треба тоа да го ставиме на страна. И затоа сакаме реформи по теркот на Европа. Затоа го повикуваме Европското обвинителство. Затоа повикуваме Лаура Ковеши за скандалот со ИПАРТ, но и за други коруптивни сделки на сегашната власт. Затоа сакаме реформа која што ќе донесе Европско обвинителство тука. Затоа што се што сега се случува во овој момент е лажен патриотизам, лажна гордост која што на луѓето им се продава за да се краде од нивните пари. Ништо друго не се случува. Згоране се мигранти за пари од Велика Британија. Ајде на ова тема, бидејќи веќе начално ја допревме, дел од британските медиуми објавија дека можно е одбиени баратели на азил од Велика Британија да дојдат во земјава, при тоа беше опишана една поширока формула за тоа како земјава би добивала поддршка за да може тие луѓе да ги вклучи на пазарот на трудот. Сега, зошто вам не ви се доволни демантите кои што стигнуваат од власта, па решивте да ескалирате таа ситуација до ниво да предлагате резолуција? А зарем вам ви се кредибилни изјавите на представниците на власта, вклучувајќи го и премиерот? Тешко ќе биде после такви изјави да се враќаат назад и да се случи нешто. Но дали не беше за премиерот Преспанскиот договор незавршена работа? Дали немаше да никогаш каже Северна Македонија? Дали ќе се поднесеше оставка ако се утврдеше врска на Агенцијата за обезбедување на тој нивен член на ВМРО ДПМН со дискотеката Пулс? Тој ќе се повлечеше. Еве три работи, зашто не може да му се верува на човекот. Еве сега оваа работа. Но тој е само еден дел од причините. Такви изјави има секојдневно, понесени представниците на власта од некои прашања, ситуации, адхок изјави. Но тоа да го ставиме на страна. Релевантни британски медиуми, Time, Телеграф, кажуваат дека македонската влада официјално преговарала, со тие зборови, официјално преговарала да се превземат такви одбиени баратели на азил од Велика Британија. Значи, такво понижување нашите граѓани до сега не доживеале. Оваа влада дозволува и влегла во преговори официјални да луѓе кои што се одбиени од Велика Британија бидат примени кај нас. Тоа значи, само момент, тоа значи дека некој што не е добар за Велика Британија, ние ќе го приеме. Па зашто некој што не е добар за било каде да го приеме ние? Тоа е прво. Второ, според повторно релевантни британски медиуми, за тие луѓе владата ќе зема пари. И тоа сето врзано со ова кредитирање од 6 милиарди евра. Значи, ние зијаме мигранти, кои што не се соодветни, кои што се, кој знае зашто осомничени или осудени и не може да останат во Велика Британија, владата ги зема кај нас, при тоа плаќаме огромни камати за некои кредити од 6 милиарди евра, за проекти кои што се очигледно под изведување на Србија и на Унгарија, и плаќаме огромни камати со генерации кои знае колку нови што следат. Па кај го има ова? Па ова е рамно на национално предавство. Само уште една работа, се извинувам, само уште и мислам дека е многу важно. Владата можеше да демантира. Зошто владата не ги демантираше тие медиуми во кои што излегуваат тие информации? Зошто не одговорила на прашањето на тие медиуми, релевантни, кредибилни, кои што ја прашале владата? Упатиле прашање, дали вие преговарате официјално? Молк од страна на владата. Вака само. Значи, владата легитимитетот го црпи од овдешните гласачи, не од британските. Предпоставам дека затоа фокусот на комуницирање на пораките, на демантите е фокусиран овде. Да, добро, не знам зошто не одговориле. Веројатно тие треба да објаснат на британските. Знаеме зашто не одговориле, затоа што официјално преговарале, затоа не одговориле. Вие, освен пишувањето на британските медиуми, имате ли други елементи за да ја продолжите оваа приказна на начин на кој што ја продолжувате? Бидејќи владата секојдневно вели нема ништо од таа приказна. Вели дека нема ништо, нека ја потпишат нашата предлог резолуција.
Еве, тие предложија нивна предлог Во резолуција. таа предлог резолуција не се спомнати мигранти од Велика Британија. Се игра со зборови, илегални, легални и така натаму. Уште еден обид, а за нас потврда и за целокупната македонска јавност, дека тие сака да го избегнат прашањето, да го превртат, да избегнат од вистинската тема и дефиниција. Што тие предлагаат? Ајде да расчистиме, битно е граѓаните да знаат. Прво, неколку работи што премиерот се обиде да ги изманипулира. Вика нема да има и легални мигранти. Ке има ли легални? Второ, вика нема да има кампови за мигранти. Може ли да бидат сместени во некакви станови кои што ќе се прават за нив, а не се кампови? Без разлика каде, во населби или во слободни економски зони. Третата работа, зошто во нивната резолуција, за разлика од нашата, каде точно ставивме до знаење, за да разграничиме дека ние точно зборуваме за луѓе кои што не може да останат во Велика Британија и ќе бидат пратени кај нас, тоа да го спречиме за да нема трговија со судбини, со луѓе за пари. Зашто тоа не го потпишат? Легални мигранти има и сега. И вие знаете, има работници доаѓаат тука, како се вели, работат на големи инфраструктурни проекти, не само на такви, дури и во мали бизниси луѓе доаѓаат и работат бидејќи недостасува работна сила. Така што јас не сум го видел текстот на резолуцијата на ВМРО ДПМНЕ, но некако се многу јасни и децидни изјавите што доаѓаат од владата дека тоа за што зборувате вие и за што пишувале британските медиуми нема да се случи. Добро. Има две опции за да се расчисти целата работа. Очигледно дека немирот во општеството е подигнат на многу високо ниво. Вие имате ли одговорност за тоа? Нема како можеме да имаме. Ние не сме преговарале да доаѓаат мигранти кај нас. Не, сокревањето на темата на ваков начин. Па граѓаните начин. мора да знаат што се случува. Па ние имаме одговорност пред граѓаните да ја соопштиме вистината. А при тоа владата не прави вистински чекори да не демантира. Еве ги опциите со кои што ќе спласне немирот кај граѓаните и во општеството. Прво нека ги демантираат од страна на владата, британските медиуми или во најмала рака, нека одговора на прашањата од кредибилни британски медиуми, Телеграф, Тајм и така натаму, за тоа дали или не се воделе официјални преговори за да се носат мигранти за пари кај нас. Не одговориле. Втората работа, еве резолуција. Наша предлог, во која што јасно и точно е дефинирано дека не сакаме да се носат мигранти за пари од Велика Британија и да е тоа дел од еден голем финансиски пакет, заради тоа што сметаме дека е тоа апсолутно процес кој што ќе направи немир во општеството, ќе наруши социјалната кохезија, ќе доаѓаат луѓе кои што се неподобни за Велика Британија, може да замислиме зашто се осомничени или осудени тие луѓе. И тоа се работите. И тоа се работите кои што се прават за да се смири општеството. Не може да се влече легитимитет од било каков број на гласови и при тоа да се прави и тоа да се злоупотреби, да се прави што сака. Тоа се случува со ВМРО ДПМНЕ. Само момент. Добиле еден одреден број на гласови. И сега што му кажуваат на народот и на граѓаните? Шамар. Вие гласавте, гледајте сега нас секи ни помене. Па тоа ли е вистинска власт? Во прогресивниот дел од општеството, господин Филипче, слушаме и читаме критики за вас, за ксенофобичен однос кон прашањето на мигрантите, наспроти очекувањето дека една социјалдемократска партија, за каква што се представувате, вие би требало да се постави сосема поинаку кон темата. Не, апсолутно не. Ние немаме никаков проблем со мигранти кои што имаат мака и доаѓаат од некаде. Ма и овие луѓе имаат мака. Како што отишле во Британија. Тие ќе бидат депортирани кај нас за пари. Тие ќе бидат депортирани кај нас за пари, ќе бидат сместувани некаде. Па тие ќе внесат проблем. Па гледаме каков проблем има со мигрантите во Велика Британија и другите западноевропски земји. Ама ова е пристапот на овие владетели кои што ги критикувате, Орбан, Трамп и така натаму. Они имаат таков однос кон темата мигранти. Но не е точно. Зашто се поставува и друго прашање? Зашто владата не ја кажува вистината? Зашто вакви договори прави под маса? Зошто тоа се случува? Владата тврди дека тоа не е точно. Но треба да, пак ќе кажам, се враќаме на има механизми како тоа ќе се утврди и ќе се потврди. Имаме резолуција, нека одговора на прашањата на британските Еден медиуми. од контрааргументите на ВМРО ДПМН е дека во времето на вашата влада и кога и вие сте биле министер,
некаде 2018 е донесена одлука за воспоставување центар за прием на странци, на мигранти во земјава. Тоа е уште еден спин на владата, сакајќи да избегнат од темата и да избегнат од одговор на вистинското прашање. Тоа нема никаква врска со мигранти. Центар за странци е институција која што од затворен тип, во која што се сместуваат луѓе кои што се детектирани на територија на нашата земја или на граница дека имаат фалсификувани документи, пасоши, украдени документи и така натаму. И тие се задржуваат. И тоа е центар за странци кој што е, внимавајте, составна единица од Министерството за внатрешни работи. И тој постои сега. Тој постои во општина Газибала, во поранешна градинка, на сосем несоодветно место, обкружено со згради, има луѓе и така натаму. Ние сме гласале да се направи нов. Ете, тоа е гласано. И сега ВМРО ДПМН, сакајќи целото тоа прашање да го испинува, да го преврти, да го направи како што не треба, кажува, еве, и они гласале за мигранти, нема никаква врска. Тука на површина излегува нивната фабрика за лажни вести. Што ако се испостави дека целата оваа ваша кампања била навистина без основа? Гледате, има механизам како прво во контекст на ајмалце еден чекор назад, во однос на ксенофобијата, мигранти и така натаму. Не сакаме да бидеме депонија на мигранти. Не сакаме. Каква врска има тоа дали сме ние социјалдемократи, вакви вредностни или такви вредностни политики? Оти солидарност, емпатичност што е би требало да биде што е солидарност? Да земеме луѓе кои свесно, кои што не се подобни за некаде, да ги земеме кај нас за пари по глава на мигрант во дел од еден пакет од 6 милиарди евра. Тоа ли треба да го направиме? Само го И треба да претпоставуваме молчиме. дека е тоа така. Гледате, кога релевантни медиуми го кажуваат тоа, владата не го демантира соодветно и не сака официјално со документ, така како што треба, да се заштитиме во собранието, па добро, вие може ли да ја верувате на владата? Зошто не го потпиша документот што се вика резолуција? Ке дебатирале тие на ниво на општини. Секој ден само спинови, ништо друго. Чија е обврската да се враќаат тие кредити? Кој е во ризик? Сите граѓани, собранието е институцијата во која што такви процеси се прават. Нема кредитот да го враќа општина Кавадарци, сите држави сите граѓани на секаде во државата ќе го враќаат кредитот. Како што сега тие се жалат дека им доаѓаат 2,1 или 2,2 милиарди евра за враќање од ваше време. Па добро, гледате, ако државата има и се задолжувала за проекти кои што биле капитални, а во наше време имаше такви. А што беше капитално во време на корона и посткорона? Па добро, гледате, ние навистина се соочивме со голема криза. Субвенционирање на цена на струја и такви работи. Па при тоа прашање какви беа договорите за увоз на, еве, гледаме, на мазут, на јаглен и така натаму. Сега момент само, кога ние во еден добар дел од нашето владење сме соочени со криза, што треба да направиме? Да ги заштитиме граѓаните. Дали ги заштитивме? Да. 2 милиарди евра отидоа како мерки подршка кон граѓаните. Дел од тие пари сега се враќаат. 2 милиарди евра. Оваа влада вели, но само момент. Одиме на формула која што ќе ни помогне да земеме ефтини кредити за да правиме инфраструктурни проекти, капитални проекти. Прво, ај да расчистиме две работи. Прво, 2 милиарди евра кои што отидоа кај граѓаните и кај компаниите, да се заштитат компаниите. Над 80.000 работници беа заштитени. 20.000 компании не се затворија поради нашата подршка. Сметките за струја беа субвенционирани за сите граѓани. За сите граѓани. 600.000 семејства беа поддржани преку сметките за струја. Тогаш цената на струјата беше 5 пати поскапа од колку што е сега. 5 пати. А сега гледајте ќе има поскапување на струјата за 3%. Со поскапувањето на струјата, поради тоа што лошо се менаџира енергетскиот сектор, не работи регбитола, туку само се увезува струја. 448.000 мегават часови се увезени. Малку импровизирате сега тука. Не, 448.000 мегават часови. Не, дали работи или не работи? Не, само момент, многу е битно да знаат граѓаните. И е платена струја по 140 евра мегават час, а можела да се произведе за 80 до 90 ако добро работеле нашите производствени капацитети. Како менаџирање? Ама гледате се, ама видете, во рек, не прекинувајте, само 30 секунди. Значи не се води сметка за нешто што ќе го оптерети сериозно стандардот на граѓаните. Тоа е суштината што сакам да ја
да ја кажам. Не може така да пуштите енергетиката и само да увезувате струја. 62 милиони евра се потрошени за тоа. Само за увоз за струја. Ама прво не е точно тоа, второ. Тие велат дека во Како не е времето точно, на тоа се власта официјални податоци. Не. Друго ми е поента дека во времето на Ама влата на како не е точно, се СДСМ извинувам. во рек Битола се копало без ред и дека практично е намале потенцијалот за ископување на јаглен и дека сега тие се обидуваат тоа да го стават во ред, Чекайте, за да колека. можат да вратат поголем Тоа е уште една ископ. манипулација. Не е Чекайте. манипулација. Ако вие копате и најнаш го ископате целокупниот потенцијал, тоа ще треба барате други извори. Тоа е суштината. И тоа е доброто менаџирање на енергетскиот сектор. Ние во оваа година, од јуни 24 до 25, споредено со јуни 23 до 24, произведена струја како практично пола од хидроелектричниот потенцијал на земја да не постоел. Но да се вратам кај инвестициите и кај парите. Ако ние бевме соочени со криза, 5 пати поскапа струја, корона, цел свет затворен, сите мислеа само за себе. Ние ги поддржувавме граѓаните. Дури и во тој непосреден период од кога се отворија границите, капиталните инвестиции, странските инвестиции растеа, капиталните инвестиции се реализираат до 90%. Сега во мирнодопски услови има одлив на странски инвестиции. Во наше време околу милиарда годишно. Сега нема ни третина. Си одат луѓето фабриките. Не гледаат тука перспектива, стабилност, добра волја кај оваа власт да се справува со економските предизвици. Тоа е голем проблем. Реализацијата на капиталните инвестиции е помало од 50%. Не се случило тоа. Меѓу другото, затоа што е смената формулата, затоа што да речеме државните гаранции не се дел од парите што се пресметуваат како износ на капитални инвестиции. Па ако вие гледате дека менувате некој модел и тоа не носи ништо добро, Не, повеќе е математика, Чекайте. Што е пораката? Ние ќе правиме политики, ќе менуваме за овие инвеститори да си одат. Ама у ваше време, да речеме, како капитални расходи се прикажуваат трансфери кон јавни предпријатија кои што реално не беа капитални расходи. Сега вие така, да кажам, вештачки може да го напумпате до 90%. Работата е дали се вистински капитални расходи. Па апсолутно како не. Во тие работи нема манипулација. Како може да манипулирате вие дали се капитални или не се? Видете, господине Филипче, на крај статистиката покажува, да речеме дека во третиот квартал македонската економија пораснала за 3,8%. БДП-то пораснало за 3,8%. Јас не сум проверувал, но еве ќе веруваме на Министерката за финансии, рече дека тоа е трет раст според процент споредено со сите земји во Европа, по Ирска и Данска, мислам дека. Гледайте, 3,8% раст на БДП не е лош резултат. Господин Попетарски, што кажуваат бројките? Дека граѓаните имаат се помалку пари у новчаниците. Дека нема раст на платите. Имаат пари. Само момент. Дека нема соодветен раст на пензиите. Им се крати сериозно на пензионерите. Констатиравме, прелажани се. Во кој сектор пораснале со... Чекайте. Само момент. Ама прелесно за пензиите го кажувате затоа што... Добро, еве да го ставиме на страна. Дали знаете дека 2/3 од нашиот бруто домашен производ се должи на персоналната потрошувачка? И самиот раст на цените, односно инфлацијата, влијае на тоа да бруто домашниот производ расте. Тоа е формулата. Кој е капитален објект, капитална инвестиција, нешто што ја зголемува продуктивноста и нешто што има додадена вредност, кое што вистински го зголемува бруто домашниот производ. Освен во рамките на таа 1/3 од бруто домашниот производ, овие градежни активности со автопатиштата кои што сега се прават, кои што беа за ВМРО ДПМН, епски криминал. И еве сега се фалат, се сликаат секој ден со нив. Тоа е суштината на растот на бруто домашниот производ. 2/3. Така е структуриран нашиот бруто домашен производ. Се должи на персонална потрошувачка. И вие кога немате раст на плата, као што немате, а растат цените, како што растат цените, тогаш повеќе трошите. Тоа е суштината на растот. Каква Данска, трета земја, каква Франција. Тоа е манипулација на премиерот и на Министерката за финансии. Па граѓаните знаат колку пари имаат кога ќе отворат фрижидер. И прашите ги нив дали расте 3,8, 9 или 4 бруто домашниот производ. Немаат пари луѓето. А оваа власт не се грижи да им ги зголеми приходите. Во еден од јавните настапи деновиве рековте дека Мицкоски подготвува избори напролет за да го протне проектот мигранти за
пари? Имате навистина информации дека се можни предвремени избори на пролет? Па гледайте, така ги толкуваме еден дел од неговите изјави. Немало да има мигранти до март, па после до април, еве сега до јуни. Јас сметам дека гледаат како им се топи на кредибилитетот кај граѓаните, како губат гласачи, веќе 140.000 гласови изгубија за неполни година и пол. Пола од мандатот помина на оваа влада, ништо не направија. Што направија? Ништо. Ниту една, кажете ми еден проект што го направија. Што направи оваа влада? Пола мандат помина. Ние за пола мандат ги дуплиравме платите на докторите. Ги дуплиравме. Што направи оваа влада? 2 години поминаа. Аха, ќе видите, вака ќе биде, така ќе биде, ова ќе правиме, она ќе правиме, а они мигранти носат за пари у позадина. Така да јас сметам дека едно од опциите е да има избори за после тоа да го реализираат овој проект. Што мислите за одлуката на владата да го продолжи процедурата за разрешување на државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски? Сметам дека уште еден доказ дека сакаат само да ги партизираат институциите и ништо друго да не направат. Никаква реформа. Вие задоволен сте од работата на Љупчо Коцевски? Што Знаете во која смисла? Еве вака, да речеме, власта вели дека обвинителството селективно постапува по кривичните пријави што ги поднесуваат МВР и финансовата полиција. Сега ако така гледаме, вие задоволни ли сте како реагира обвинителството на пример на случаите што вие ги отворате или медиумите ги отвораат, а се однесуваат на актуелни функционери на власта? Во мојата и во визијата на Социјалдемократскиот сојуз е ние да направиме програма на која што верувам дека луѓето, и искрено се надевам, ќе поверуваат и ќе дадат подршка. А тоа е дека ние не сакаме да има тука лидерски систем, дека тука некој ќе се однесува монарх, без разлика дали тоа сум као лидер ја или не. Тука сакаме да направиме систем. Ето тоа ние сакаме да направиме. Ако до сега, не, само, ама сега дозволете. Ако имаме на масата предлози, закони, кои што значат правење на систем, а тоа се еве во контекст на правосудството конкретно, реформски закони, од реформската агенда, 12, кои што требаше да се донесат годинава. И ниту еден не е направен. Судски совет би стигна во собрание. Стигна во собрание, после каснење од 2 години, при тоа сите пари од реформската агенда, поради каснењето, веќе се изгубени. Не се изгубени. Се изгубени. Апсолутно требаше да бидат 6 закони донесени до јуни. јуни. Да, има грейс период 12 месеци. Еве што се направи, еве за тие 6 Не, има време, не се изгубени пари. Значи, сега парите не се изгубени, можеше да се добијат порано, но сега дел од тие задачи се влезени во така наречениот грейс период од 12 месеци во кој што треба да се завршат. Добро. Задачите. Добро. Еве да кажеме дека е така како што кажувате вие. Зошто не се работи интензивно на реформската агенда? Еве да ги тргнеме парите на страна. Премиерот зборуваше со датуми како ќе се носат. Датумите беа донесени, тој го потпиша законите. планот лани. Сега требаше да има 12 реформски закони. Меѓу кои закон за јавен обвинител, судски совет, движење на судски предмети, платите на судиите. Оваа влада не сака да реформира. Па претседателката на Совет за евроинтеграција вика ова не е време за реформи, ова е време на војни. Претседателката на државата, пазете. И сега, кога не сакате вие да реформирате, а ние гледаме дека не ќе да реформираат, затоа што не ги спроведуваат законите. Сега ќе го менуваат јавниот обвинител. А што е тоа ако не е упад во системот? Нешто што граѓаните па последно сакаат да видат. Без разлика дали и како се вика јавниот обвинител. Не сакам јас да сум задоволен или вие да сте задоволни или било кој поединечно од работата на еден или друг човек. Не, ние сакаме систем. Ние сакаме систем во кој што секој ќе се работи работата согласно ингеренциите, без никакво влијание. Ако судската власт е посебна власт, на страна од извршната и од законодавната. Тие луѓе треба да се професионалци кои што се ја вршат својата работа, без никој да интервенира во персонални решенија. Секоја интервенција, секое назначување на луѓе, као што видовме, роднини, пријатели на членови на владеачката гарнитура, е само партиски упат и ништо друго. Чувството кај значаен дел на граѓаните е дека законите важат, па и судството функционира само за обични граѓани. Дека кога се во прашање носители на јавни функции, тогаш има друг аршин. Има ли договор за неказнивост помеѓу бившиот врв на владата, сегашниот врв на владата, во кој што и вие сте вклучени?
Не постои таква работа. Точно и ја ги слушам тие муавети кои што се шират. За каков договор да стане збор? За што да се договарам? Па ја не бегам од ништо. Зашто треба јас да се договарам? Зашто треба да се договарам? За каква амнестија? Да не И затоа, но еве уште еден аргумент. Да не го гонат Заев и вас. Само момент. А утре ако има промена на власта, вие да не ги гоните денешната врхушка на нема власт. никаков договор, да демонтирам експлицитно на таа тема, дека некој требало да бега, да се гони и така натаму. Јас знам и ви тврдам дека таква работа нема. Но еве уште еден аргумент во прилог на тоа. Ние повикавме европската обвинителка. Ајде нека до европското обвинителство и европската обвинителка Лаура Ковеши, која што гледаме како се однесува Хрватска. Колку министри санкционираше, првичната влада на премиерот Пленковиќ е смената неколку кратно. 3-4 влади се... Не, само момент. Нема иста правна основа. Хрватска е членка на Европската унија. Имаме и ние, па тогаш зашто оваа влада? Не, момент. Тогаш кој не сака европска правда? Кој не сака ако го кочи европскиот пат? Па оваа власт значи не сака европска правда. Еве јас сакам. Еве ние сакаме, СДСМ сака. Ајде да донесеме Лаура Ковеши и европското обвинителство тука. Ајде тие нека кажат, тие нека арбитрираат, тие нека судат. Ако има сомнеш за договор, за обвинители вакви, такви, мои, твои, нечии и така натаму. Ајде нека дојде Лаура Ковеши, она нека ги испита сите случаи. И од тука да тргнеме. И така ќе заздрави општеството наше. Тоа сакаат луѓето да го видат. Нека дали ќе биде Коцевски или некој друг. Чиј ќе биде тој друг? Тоа ќе биде првото следно прашање. По чија команда работи, по чие влијание. На европското обвинителство никој не може да му влие. Ајде тоа да го донесеме, ајде да ги направиме реформските закони. Веднаш се наметнува прашањето, нели ви се наметнува прашањето зошто не ја прават реформата? Ако реформските закони закон за судски совет ќе го гласате? Во законот за судски совет прво имаме сериозни забелешки. Не се сите препораки од оценската мисија имплементирани. Ниту пола не се. Значи, тоа што е работено со Европа, тоа што европските институции кажале дека треба да се имплементира, во предлогот кој што е доставен од Министерството за правда, не е направено. Повторно трик, повторно бајпас некој. Па тоа ли е суштината? Тогаш овој закон не е дел од реформска агенда, тогаш е така наречен реформски. Тој одеше на Венецијанска комисија, претпоставувам дека... Но повторно ви кажувам, тие препораки не се имплементирани. Ние имаме многу детална анализа направена за тоа. Така да, кога сакаат да значи нема да го гласате за Не, ќе имаме сериозна дискусија, прво ќе побараме јавна расправа, ќе ги кажеме нашите аргументи, па дека слушне јавноста што станува збор. Добро. При крај сме. Сакам само да ве прашам сега како доктор и како поранешен министер за здравство. Актуелен е случајот кој што го актуализираше кардиологот Сашко Кедев за непотребни операции на срце и непотребно упатување за интервенции. Се работи пред се за кардиохирушки и васкуларни интервенции. Го следите ли тој случај и што мислите за првичниот наод на комисијата која што беше формирана во Министерството за здравство, која што рече дека од 25 случаи кои што биле пријавени, во 10 утврдиле непотребни операции или непотребно упатување? Добро, тоа е работа која што треба многу детално да се истражи, да се анализира. Јас не би сакал да коментирам нешто во што немам увид. Вие кога бевте министер имавте сознание за такво нешто? Не, ова беше прв пат да слушам, ниту пак некој зашто Кедев вели дека од порано го актуализирал тоа прашање. Добро, сепак мислам дека првичните временски референции му се во времето на поранешната влада на ВМРО. Како и да е. Станува збор за работа што треба добро да се истражи. Ние мора добро да знаеме кои се тие пациенти, кој дал индикација да се прават тие интервенции. Во медицината, знаете како, има мислење и мислење. 1+1 не е секојаш 2. Има опции во третманот. Има нешто што се прави и што е апсолутна индикација. Има нешто што може да се направи и е релативна индикација. Но тоа прашање целосно, кое што треба да се расчисти до крај, кое што не сакам конкретно да го коментирам, поради тоа што не знам детали. Добро е што се отвори, многу е битно како ќе се арбитрира, кој ќе арбитрира и кој ќе ги превземе
и врз основа на што следните чекори. Еве знаете Затоа кои се што- во 15 члената комисија. Добро, но што значи тоа? Министерот што ќе прави со тоа мислење? Министерот кој што нема поима што е тоа. Сега го менаџира системот. Кој ќе му тумачи што тоа значи на министерот? Но тоа е друго прашање, како власта го третира здравството. Последно, на крај. Става човек кој што нема поима од здравствен систем да го води. Мора ли да биде од клинички центар Па кој министерот? ќе му го тумачи извештајот на експерти од кардиохирургија на министерот за здравство? Ај вие кажете. Под комисијата, нели и тројца странци Значи, чекаме да дојдат да добро. кажат исто така. Поентата е дека треба да има човек минимум познавање од системот. Зошто? Затоа што ова прашање го отвора суштинскиот проблем во здравството. Здравствениот систем може вистински да се реформира и да се реши само ако се смени начинот на финансирање. Фондот за здравство конечно да стане само купувач на услуги, а не институција која што решава социјални проблеми, прави згради, одржува згради и така натаму. Во кардиохирургијата има два сегменти. Кардиохирургијата кај нас започна како приватна гранка, тогаш немаше државна, после тоа се отвори клиниката. При тоа фондот кон приватните клиники се однесува само како купувач на услуги. Ако јас или вие одиме во некоја приватна клиника, тогаш фондот за здравство во тие приватни клиники ќе ја плати само услугата за која што ние како пациенти таму одиме. Дали тоа се вика бајпас, преглед и така натаму. И тој пакет има цена. Додека на државната кардиохирургија, освен што се плаќа услуга за третманот на пациентот за таа една интервенција која што се прави во приватните институции, тука фондот плати, купува опрема, реновира згради, течел кровот, реконструкции и така натаму. Значи огромен Ова што го предлагате е напуштање на тој класичен солидарен Не, систем на не е тоа. Не, ова е апсолутно солидарност, но треба да стане модел во кој што фондот ќе купува услуги, а ќе ја користиме инфраструктурата било каде. Тоа значи дека јавното здравство, јавноста во здравството, јавното е интересот, не е сопственоста. Сопственоста може да биде приватна, може да биде јавна и така е насекаде, така е во Германија. Германија нема своја инфраструктура, нема своји болници. Се што болниците се на компании, на фондови, на цркви и така натаму. Фондот купува услуги таму кај што има доктори со експертиза за една работа и пациентите се праќаат таму согласно местото на живење. Еве да ја прашам, каков е ефектот од новата болница што ја најавуваат во Кичево? Кој ќе работи таму? Колкав број на пациенти ќе има? Дали тие луѓе, доктори, ќе имаат доволно пациенти да стекнат експертиза од одредена област со таа мала бројка на пациенти, затоа што болници има и во Гостивар, и во Струга, и во Охрид, во А зашто ова, зашто зборувавте, не го иницииравте додека бевте на власт? Јас го инициирав, меѓутоа почна ковид кризата и тој процес запре. Добро, не сум многу упатен во темата и не можам релевантно да разговарам, но предпоставам дека знаете што зборувате. Ова е процес кој што е консултиран со многу експерти, меѓу кои на еден од состаноците со тогашниот министер за здравство на Германија, Шпан, така да ова е единствениот модел кој што значи добро здравство кај нас. Се друго е само шминка. Овие потенцијално интересни центри на моќ, да речем приватните болници, би биле за ова? Што мислите? Или они би биле против? Ние требаме да направиме еден пресек на тоа каде, какви услуги, од страна на какви експерти, нешто што луѓето го става на страна. Последно, а е приоритет. Какви експерти работат на секаде и какви услуги и зашто се спремни да дадат каков тип на здравствена услуга. И тоа е суштината. И кога ние тие ќе ги идентификуваме, без разлика дали се приватни или јавни установи, и фондот ќе ги купи тие услуги од таму, а при тоа сите доктори ќе може да работат на секаде и во приватно и во јавно здравство, тогаш ќе се постигнат неколку работи. Нема да има листи на чекање, ќе има референтни цени за сите услуги, нема да има одлив од јавно во приватно здравство на докторите, сите ќе бидат достапни за секој, фондот ќе се стави во мод на штедење и рационално работење. Благодарам за овој разговор. Благодарам на поканата. Почитувани, благодарам за вниманието со кое не следевте. До крајот гледајте и новата саботажа. Пријатно.
Најавите на партискиот шеф дека ова му е последен мандат веднаш ги будат апетитите кај пониските ешалони, кои разбирливо лесно и бргу влегуваат и во другата улога, објавувајќи ги своите планови за потезите, кои доколку се прашуваат, би ги влечеле. Перформансите на актуелниот министер за правда се пониски од она што ние сме се обврзале да го направиме. Доколку јас би бил мандатар, актуелниот министер за правда не би бил министер за правда. Не е прв пат јавно да се нагласува љубовта кон помалиот партнер, особено кон една од неговите клучни алки во синџирот на власта. Се разбира од особена важност е одбраната, па со генералски акт се наредува контранапад со проверка и враќање на датабазите. Антонио Милошевски е последниот кој има кредибилитет да држи лекции за правосудни стандарди. Да ја подсетиме македонската јавност само за случајот Моćник. Кој е првиот, а кој последниот со право да држи лекција е неважно, особено ако тие по извесен период бледнеат и се заборавени, бидејќи менувањето на политичкиот дрес сериозно влијае на меморијата. Кандидатурата за гостивар е од таков калибар. Јас сум вечерва дојден овде да побарам поддршка за гостивар предводен од Невзат Бејта. Невзат Бејта е мој другар, мој добар пријател. Дали другарството трае е релевантно исто колку што е значено дали се уште постои непријателство или кажаното веќе не важи, па сомнежите за криминал прераснуваат во успешна приказна за еден филантроп со предприемачки дух. Обичниот гостиварчанец има потреба да најде работно место. Но каде наоѓа работно место? Наоѓа работно место во двата трговски центри собственик на градоначалникот Бејта. Значи во трговскиот центар Де Јуре и собственикот Бејта, собственик на трговскиот центар Елкос Груп. А тие што ќе треба да командуваат со процесуирањето на ваквиот квалитет, продолжуваат да се вадат од правливите партиски шкафчиња, за кои се тврдеше дека конечно ќе бидат исчистени. Наместо природно да се почека да бидат спроведени реформите, вештачки се ита кон освојување на бастионите, каков што е судскиот совет. На овој начин практично се заобиколуваат оние нови заострени механизми и целата таа потранспарентна постапка која треба да биде спроведена за ваквиот избор. И на крајот, можеби на вистина се претерува со критичкиот тон. Еве, пред некој ден да речеме воздухот во Скопје беше почист од воздухот во Белград, во Сараево, во Приштина, во Љубљана, во Загреб, па и од ден на Виена. Зошто тоа никој не го кажа? Ево, никој тоа не го прозна. Дајте ве, молам да зборуваме зубави работи, празници се ближат, луѓето сакаат да зборуваат зубави работи. Добрата реторичка тактика помага, ама само на кратки патеки. Празниците ќе поминат, а ватабаутизмот не е и не може да биде решение за долгата патека. Таа сепак мора да се извини.